Шефот на бакар или бакрорез години обстојува во Охрид. Се пренесува од генерација во генерација. Од некогаш кога се правеле стари ѓумчиња, гезвиња, во денешно време веќе сето тоа се прави и како уметничко дело. Значи се прават различни бакрорези од типот на златната маска пронајдена во Требеништа. Потоа имаме икони со различни светци, имаме различни одбелижја како цветовите, како пауните во Свети Наум. Ова се само дел од бакрорезите кои што ги прави Данче Наумовска. Здраво. Да. Значи, отприлика објаснавме дека работиш бакрорез. Може ли точно да ни кажеш што значи самиот поим бакрорез? Па обработка на бакар, со релјеф, некој има различни типови на бакар. Потегнок, подебел, со нешто слично како резбата, со ковање, нешто со излекување. Така. Да. Многу е битна исто така, после обработката механичка и хемиската обработка. За да дојде контраст, патината да си дојде израз. Овој занает, барем кај во вашата фамилија, се пренесува, нели? Да. Од твојот татко го превзеде сега ти. Да, татко ми работеше со казаните, тави, предмети за домаќинство, а јас малце сега на уметност. По Уметнички, да, уметнички занет. А дали тоа значи дека знаеш да ги работиш и оние погруби, веќе ги кажавме казаните за варење ракија, нели? Не, никогаш не си работела. Сум работела, меѓутоа тоа ми е баш онака тешкичко. Не можам. Така. Не дека не можам, ама сепак е малце Сепак се определи за уметничкиот дел. повеќе, нова тоа е потешко е во секој случај. За жена и не е баш толку лесно за да се кревати, сепак имаат масивни се и не се за мене. Така. Јас не се најдов во тие работи. Повеќе Колку се најдов години? во Колку уметноста. години го работиш ова? Па 14 ефективни. Можда и 15. Така нешто. Ништо, никогаш не си работела друго, работиш исклучиво бакрорез? Сега исклучива. Предходно и други обиди. Уште како дете јас често му помагав во изработката на татко ми, во казаните, во тепсите за мијање, хемискиот процес. Понатаму веќе кога се оформив комплетно како личност, веќе си се определив за уметничкиот дел на изработка на бакар. Најтешко веруваме дека да погодиш ликови, нели, сепак, но тебе ти се специјалност иконите. Па се, стварно мислам дека не промашувам во ликот, перфектно ги изработувам. И да се фалам, Така, да. Те знаат ли веќе, те бараат, добро ајде охриѓани во Македонија, добро е да те знаат и верувам дека добро познато твоето име. Но сепак, што е со странците? Те наоѓаат ли? На кој начин доаѓаш во контакт со нив? Со странците малце не ми е баш на соодветно место, локацијава не ми е баш добра. А инаку минувачи странци застануваат, да, имам муштери како странци. А најмногу нашите охриѓани. Колку време треба за да се изработи едно, сега нормално зависи од делото кој што го правиш, но сепак има ли некоја временска рамка од до? Не можам да кажам, затоа што некоја зависи првино од деталите, второ зависи од расположение, мотивација. Така да различно е. Може тиста работа да се работи некојаш за пократок временски период, некојаш не баш толку брзо. Тука еве позади нас од они што се изложени веќе готови производи, може да се види дека има доста бакрорез, но во различна боја, значи се користат и бои во бакарот или? Да, тоа е моја техника. Јас сакав малце живост да му дам на поготово на охридските мотиви. Значи не само златната боја и сребрената, да. Веќе имаме бакар на баш бакар боја. Да, бакарот е специфичен, меѓутоа имат и давам моменти со на охридските мотиви со боја, сакам малце којките да ги веќе на езерото. Да, којките да ги потенцирам, да се малце поживо, да не ми се монотони некако само бакарни. Така. Покрај бакрорез работиш и на стакло? Да, тоа е така малку повремено, ретко, како да сменам од монотонија, да не е секојаш исто, се презаситува човек од едно исто и така да некојаш и стакло си работам. Понекојаш исто така и за релаксација си работам и малце накид, нешто си чепкам. Различно, да не е секојаш исто. Дали во денешно време може да се живе од занаетчиство?
За најчиство што велат ако не врне ќе капне.